Да. Значи, вакцините се веќе дистрибуирани, околу 50.000 веќе во понеделникот беа дистрибуирани и денеска се спроведува во сите градови. Вклучени се и центрите за масовна вакцинација, тоа се спортските сали и здравствените домови. Вчера се покрена едно прашање околу документацијата, дозволите и така натаму. Сакам да објаснам дека граѓаните треба да бидат спокојни и не постои шанса да се пушти било кој лек во промет, вклучувајќи и вакцина, доколку за тоа одобрение не даде Агенцијата за лекови. Ние аплицираме со соодветната документација која што е потребна и за увоз на лекот, а таа стигнува и пред да стигнат вакцините во Агенцијата за лекови, така да станува збор за административен процес. Во секој случај, денеска се спроведува вакцинација во сите вакцинални пунктови. Во текот на завчерашниот ден околу 12.000 лица на ден се вакцинираат. Заклучно со вчера околу 330.000 граѓани се веќе вакцинирани. Кај нас имаме најава дека ќе стигнат и други вакцини во петок. Донацијата од Хрватска, 10.000 вакцини на AstraZeneca, и според оние најави кои што стигнаа во текот на вчерашниот ден, стигнуваат 10.000 во текот на следната недела, 10.000 вакцини од Русија на Спутник. Министре, во контекст на вакцинацијата, дали како здравствени власти размислувате до зимата да имаме кај нас трета доза, по примерот на Велика Британија, и со количината на вакцини пред да почне вакцинацијата, не само кај нас, туку и во светот, зборувате за бројки на 2 милиони дози кои ќе ни бидат достапни од самите долските граѓани, ќе стигнеме до тие бројки? Имаме толку вакцини? Така, за 1.200.000 граѓани според проценките и тоа колку дози доволни по 2 дози за околу 1.200.000 граѓани, значи скоро 2,5 милиони дози на вакцини, ако тука се исклучат децата. Во однос на третата доза, еве сега излегуваат некои публикации, препораки, се уште немаат цврст став и јасен став околу тоа прашање, ниту од било кој од производителите на вакцини, ниту било кој од стручните тела или некој од европските земји, чии што препораки многу често пратиме. Можна, меѓутоа никој не може да каже како ќе биде иднината во однос на вакцинацијата. Дали овие 2 дози ќе бидат доволни или можеби ќе биде потребна трета доза, и сега тука прашањето дали од ист или од друг производител, или третото сценарио, оваа вакцина да прерасне во некаква форма на сезонска вакцина. На тие прашања се уште нема одговор и да се надоврзам, теренската вакцинација е веќе започната во некои од градовите, таму каде што има лица кои што се потешко подвижни во помалите места, здравствените домови веќе го прават. Тоа ми се чини Берово или Пехчево, а за следната недела планираме и поинтензивно да го организираме. Споменавте за Спутник и стигнати останатите количина 200.000 што беа предвидени? Да, сега се најавени 10.000 дека треба да стигнат следната недела. Министре, во однос на мерката за што ја дозволите за направење свадби во затворен простор, на што се положи починувањето на оваа мерка, било дека ќе бидат дека апелирано и од друга страна е контрадикторна, бидејќи истовремено мора да се носени маски во други затворени простори. Попуштањето на мерките се должи на олабавувањето на генерално на сите мерки, нашиот став да се оди во тој правец, а согласно епидемиолошката ситуација. Заклучно со вчерашниот ден, трендот на опаѓање на бројките продолжи. Претходната недела имаше 7 па 6, па вчера 5 пациенти на 100.000 граѓани, што е дефинитивно знак дека нема промени. И ние сме многу внимателни во однос на пратењето на таа состојба, заради тоа што гледаме дека во многу земји има некое зголемување како резултат на присуство на индискиот сој. Ние не можеме да го спречиме тоа со тоа што нема локално да се групираме. Но многу е битна и свеста на граѓаните. Сега ние сите научивме да живееме со мерки кои што ги препорачува владата, комисијата за заразни болести и така натаму, меѓутоа многу е битно и граѓаните да се свесни. Еве сега и ние самите знаеме и до сега што значеше мерките кои што беа на сила да се почитуваат или не. Во таа смисла, ова е дозволено врз основа на тоа што трендовите на намалување на бројките продолжија
И нормално е дека кога има такво намалување на бројки имаме попуштање и обратно, ако има некакво зголемување или најава, ќе воведеме некакви рестрикции. Се уште немаат дозвола за работа и нема веројатно да има во текот на летото затворените дискотеки. И секако дека маските се една мерка која што дополнително штити. Така да ќе се затегнат мерките, ќе се воведе дополнителна рестрикција ако видиме, приметиме дека има некакви знаци за влошување. Еве има сега се летни месеци. Има дискотеките во лето секако работат на отворено. Нема потреба да даваме нешто што ќе биде екстра простор за групирање покрај се останато кога има алтернатива. А за се друго има причина, тоа е тоа е овој епидемиолошка слика која што е прилично стабилна. Сега прв пат слушам информација, да бидам искрен, дозволете да проверам па да кажем. Немав информација до сега дека има таква работа у Брвеница. Има сосем доволни количини сега на метадон за сите зависници без разлика каде се. Имаме една кратка поставка да се надополни една количина за следниот месец, но и сегашните резерви се доволни. Така да нема да има сценарио кој што има недостаток. Нема здравствена установа и тие кои што ги делат овие лекови на зависниците и во овој момент и во другите градови. Така да од таа терапија има сосем доволно. Нема ниту ризик да се соочиме со некаков недостаток. Да. Значи, ние пред неколку години ја преземавме врската како Министерство за здравство и здравствен систем да се грижиме за затворениците, нивната здравствена состојба преку тоа што лекарите, медицинските сестри тогаш преминаа во здравствените домови. И иако имаше и неколку огласи во здравствениот дом Скопје, не се пријавија млади лекари да бидат дел од тимовите кои што ќе пружат овој тип на здравствена услуга. И затоа работиме веќе подолг временски период на тоа како да развиеме некој модел. И има неколку можни сценарии. Едно да се даде дополнителна финансиска стимулација за тие лекари кои што тоа би го работеле, или што е поверојатно да бидат тоа системи на ротација на лекари кои што во било кој момент ќе бидат на располагање на затворите, а лекарите и лекарските тимови ќе ротираат согласно своите распореди. И тој план е при крај, мислам дека од месец септември ќе биде ставен во функција. Ние видовме во минатото дека нема бариера за влез на вирус. Дали со PCR тестови или со било каков, или со брз тест, например. Сепак најголем ризик е локалната трансмисија на вирусот. И тоа е нешто на што се однесуваат сите епидемиолошки мерки. Во таа смисла ги гледаме и примерите на останатите земји, освен она што е сега во моментов актуелно, тоа е карантинот за сите кои што доаѓаат од Индија. Согласно дистрибуцијата на овој вирусови пациенти во Европа, сметаме дека нема потреба од некаква дополнителна рестриктивна мерка. Фала ви.